На студентите и професорите од најголемиот факултет во државата им пукна филмот. Излегува на протест пред владата откако по повеќе од една деценија. Факултетот за информатичко и компјутерско инженерство, познат како ФИНКИ, се уште нема соодветни услови за одржување настава и нема простор каде да ги смести своите 5000 студенти. На протестот порачаа дека веќе со години разговараат со владата за да се надмине овој проблем, но на власта очигледно образованието не е помеѓу приоритетите. Секако ние бараме модерен објект кој што треба пред се да има малце поголеми училници, бидејќи сепак нашите групи за студенти се поголеми. Бараме да има секако услови за ние најмногу користиме компјутерски училници, меѓутоа објект кој што е од ранг над 6 до 10.000 метри квадратни би бил соодветен за факултетот. Новата зграда на ФИНКИ, иако беше изградена во рамки на општествениот кампус на УКИМ, по промената на власта во 2017, објектот со години е оставен на забот на времето во исчекување да изгуби градежната дозвола. Таа зграда ќе треба неколку години да се заврши, а втор факт е дека дозволата за градба за таа зграда истекува уште една година и помалку, што значи дека потоа ќе има правен вакуум за примопредавање и вставање во функција на таа зграда. Иницијално ФИНКИ побара Бирото за развој на образованието да се исели од бараката во непосредна близина на факултетот, за тие да може да ја користат. Ова создаде меѓуинституционална кавга, бидејќи од Бирото велат тие 40 години домакински се грижеле за бараката и не ја даваат. Се додека не се изгради објект според потребите и надлежностите на институцијата, согласно бројот на вработени и согласно услугите што ги пружа на повеќе од 23.000 наставници, нема да дозволиме селење во непознат правец, без соодветни услови за работа. Во меѓувреме проблемот паѓа врз грбот на студентите. Велат дека често стојат за време на предавањата и се чувствуваат дискриминирани што немаат основни услови за настава. Во споредба со другите факултети, да, е голем проблем со оглед на тоа дека имаме многу повеќе студенти отколку останатите и учиме во бараки што не можат ни да го поддржат бројот на студенти. За нас амфитеатар е луксус. Кога ќе одиме да слушаме амфитеатар е луксус. За да дојдеш на предавање прво, треба да се појавиш 3 сати пред предавање за да фатиш место и тоа последен ред, ништо не се слуша, не можеш да следиш предавање. Катастрофа. Како во еден кафе со затворени 4 ѕидови, едноставно не е простор во кој што може една група од 100 студенти, еден факултет од 5000 студенти да функционира, едноставно е невозможно. Деканот на ФИНКИ вели дека за време на преговорите со власта во игра биле работничкиот дом, објектот на МРТВ, како и други згради во државна сопственост, но решение се уште нема.